Во рубриката Моje здравје разговараме со доктор Игор Алуловски од Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство во Скопје на тема цервикален карцином, симптоми, но и третман. Добро утро. Добро утро и поздрав до вашите гледачи. Докторе, месецот го одбележувате како месец за подигање на свеста, иако постојано подсетувате, имате безброј кампањи, само колку ваши изјави, подсетување, колку пати само тука сте били, сме зборувале за цервикалниот тема, карцином. Да. Но еве, да го испочитуваме месецот како главен предизвикувач ХПВ инфекцијата. Така. Може да почнеме од предизвикувачот. Што представува ХПВ инфекцијата? Значи, самата кратенка, ХПВ или хуман папилома вирус. Значи, во групата на папиловавириде, самиот термин хуман папилома, пошто тоа е огромна фамилија, кои што предизвикуваат болести и кај животни, меѓутоа се практично хуман папилома, самиот термин хуман, значи предизвикува одредени заболувања кај човекот. Во конкретниот случај правиме муабет за предизвикување на така наречен цервикален карцином. Значи, спаѓа во групата на онкогени вируси и самото по тоа го става во категоријата на вируси кои што предизвикуваат онколошки болести. Има и повеќе такви, сега да не навлегуваме, меѓутоа конкретно задржиме на овој вирус. Значи, постојат голем број на типови, така наречени, на вируси. Сега, да речеме, некаде се познати преку 130-140 типови на различни хуман папилома вируси и сите се предизвикуваат одредени заболувања, значи почнувајќи од брадавици, што се јавуваат на кожата и таму е практично предизвикувач хуман папилома вирус, само од други типови. Па до овие така речени што викаме посериозни вируси од типот на пример тип 16, тип 18, тип 32, 33 така да ги кои што се конкретно потврдени и нивното присуство во инвазивните цервикални карциноми. И токму поради тоа кога се дискутира и разговара во поглед на ХПВ инфекцијата цервикален карцином, пред се главно се некако фокусот е ставен на овие вируси, не дека и другите не се тргнати на страна. Токму како резултат на тоа, на тој принцип е направена и самата вакцина. Значи ХПВ вакцината која што треба заштити во суштина се избрани оние типови на вируси кои што се најчести и најопасни, така да ги наречем, два високоризични и нискоризични, кои што се одговорни конкретно за појава и на кондиломи, генитални брадавички, така да ги наречем. Добро, начин на кој што може да се препознае, да речам, веќе видно, поради тоа што станува збор за асимптоматска, да речам, инфекција. Да, во принцип, да. Значи, работа е тоа што самиот хуман папилома вирус, значи, нема некакви симптоми, пример како грип. Да. Знаете кога имате грип. Како настинка. Настинка, така. Овдека не постои конкретно специфичен симптом кој што ќе ви укаже дека има практично присуство на хуман папилома вирус. Добро. Самиот вирус откако ќе навлезе во клетките, пошто е онкоген вирус, тој практично сопствениот генетски материјал го инкорпорира во генетскиот материјал на клетката и на тој начин практично возможува да се размножува. Добро. Ги користи енергенсите, ресурсите на клетката да се размножува и да се шири на тој начин. Сега при тие механизми доаѓа до одредени пореметувања во функционалноста на самата клетка, предизвикана од активноста на вирусот. Односно тој лачи специфични, се има таму региони генски, да не навлегувам многу во детали на кој принцип тоа се предизвикува, кои што предизвикуваат блокирање на така наречените контролни механизми на делба на клетката. На крајот тоа резултира практично со пореметување во делбата на клетката, што де факто значи карцином. Тоа е механизмот на кој што вирусот де факто делува во самата клетка. А може тука веднаш да дополниме и со тоа како може да се пренесе, како може да се заразиме со главниот начин на пренесување на кога зборуваме за цервикален карцином и ХПВ инфекцијата е сексуалниот пат. Значи исклучиво е тоа начинот да го потенцирам и го објаснам затоа што многу пати сме го зборувале тука и ја имавме дилемата со вас дека станува збор за вирус кој што настанува на пат на имунитет. Значи сега, улогата на имунитетот и борбата со вирусите да секако има свое место. Како и за сите други вирусни или, бактериски инфекции. Имунитетот е тој кој што првиот се судира со овие надворешни агенси, непријатели, да го спречи нивното навлегување во организмот, односно да предизвикаат болест. Да. Значи, не станува збор за пад на имунитет, па сега значи самиот вирус, сакам да кажам дека се пренесуваат, односно го прашањето по сексуален пат. Тоа е начинот на кој што се
се пренесува. Сега тука веќе влегуваме во тој дел, значи сексуални навики, значи не секогаш се однесува, нели, треба да има пенетрантен однос. Да, се спомена дека може да има пренесување со допир, рака со рака. Значи зборам околу се типови сексуални навики и така натака. Не знам типови на сексуални односи, дали се работи за, нели, вагинален, орален, анален, значи сите тие имаат влијание затоа што како минуваат, значи, годините, ХПВ вирусот, значи веќе излегува надвор од рамките, ако било да речеме доминантно предизвикувач на цервикален карцином и во женската популација. Така? ХПВ, значи вирусот сега веќе се наоѓа и се потврдува дека го има како предизвикувач и на други типови на карциноми. Значи не стана збор само за цервикален карцином. Доминантно е таму. Како гинеколог, јас, нели, тоа ми е апсолутно, фокусот. Меѓутоа, детално имате анален објаснување. карцином. Орофарингиален карцином. Тоа е глупата на карциноми на глава и врат, например. Значи таму се наоѓа, се потврдува. Присуството на ХПВ вирусот, значи покоритно нека на голема студија таму во Соединените американски држави, кој што низ годините, ако да речеме за карцином на ларингс или орофарингс се обвинувало, да речеме, пушењето, цигари, жвакање, тутун, алкохол и така натака. Добро. Како минува времето, практично се повеќе и повеќе расте бројот и процентот, потврдата дека де факто огромен процент од тие карциноми се предизвикани од ХПВ вирус. Добро, како сите овие се детектираат? Тука ве прашувам затоа што ја подигаме свеста за редовно одење на контрола на преглед. Одење на контрола и тука ПАП тестот влегува, да, но дополнително и ХПВ тест може да се направи. Сега која е разликата? Што е ПАПов, што е ХПВ? Разликата е голема. Добро. Во принцип, ПАП тестот или Папа Николау, тоа е по името на практично авторот на тестот и кој што прво го има воведено, е цитолошки тест. Што значи дека кога пациентката доаѓа на преглед, гинекологот од грлото на матката практично зема со помош на шпатула или со тие четкичка се земаат брисеви површински од грлото на матката, од надворешната површина, и со таа четкичка или браш, цитобраш така викаме, се зема од каналот, од цервикалниот канал. Значи од двете позиции, двете места. Така. Или, да речеме, од тие по современите типови, да речеме, на не класичен пап, така речен liquid-based пап тест, каде што четката е така направена, цитоскрин, така се вика, практично во исто време зима и од надворешната и од внатрешната страна на грлото на матката. Добро. Тоа се разлики во техниките. Се повеќе и повеќе се преминува место класичниот пап тест веќе во светот, па и кај нас се се преминува и овој, цитоскринот. Така да станува збор тука за цитологија, ексфолиативна цитологија. Кога зборуваме за ХПВ тестовите, и тука се зима бриз од грлото на матката. Добро. Меѓутоа докажувањето на ХПВ-то е, значи, со благодарение на полимераза chain reaction или PCR, она што го користиме ние на клиниката. Значи, каде што ние го докажуваме генетскиот материјал. Или типизацијата се прави така. Тоа е тоа. Да, значи кој всушност кој тип на вирус? Кој тип? Знаете како, од аспект на од оние кои што ги споменавте. Од аспект на клиничар, мене ми е важно дали ке пациентката ќе детектирам високоризичен или нискоризичен. Академска е дискусијата кој е типот. 16, 18, 30, затоа што како високоризични вируси идентичен проблем прават. И 16, и 18, и 32, и 35 и така. Тоа е повеќе од академска дискусија. Добро. Но генерално земено, мене ми е битно да докажам дали ке пациентката има високоризичен, што ќе ми го зголеми алармот, или нискоризичен, каде што може да бидеме покомотни условно земено, да се остави тоа така, ако го детектираме. Сега тука сакам да ве потпрашам, тука, значи ми давате објаснување за тоа дали секој тип предизвикува рак. Да, може секој тип, доколку со ова што го кажувате, доколку навреме не се детектира. Значи, еве, конкретно повторно, високоризичните вируси се тие кои што се опасните условно земјани. А не треба другиве да не релаксираат. Да се води сметка, не. Затоа што некои од нискоризичните, например 6 и 11, тие што се во склоп на вакцината за ХПВ, значи предизвикуваат, значи сексуални генитални брадавички. И тие се, значи, проблем. Нали, ке млади пациентки посебно, значи не само се козметички, него е сериозен проблем, пошто се шират многу лесно. Сакам да кажам дека не ги оставаме на страна, апсолутно. И представуваат проблем. Да. Понатака да речеме ке одредени така речени ние викаме преканцерози. Значи пред да дојдеме до карцином на грло на матката, затоа е најпревентибилен карцином. Пред да се дојде до инвазивен карцином, кога е веќе условно земено,
касно, сакам да кажам каде што веќе третманот е малку поинаку, посериозен, Да. постојат така наречени преканцерозни промени, ој так цинови, познати во народ. Добро, и тука е таа градација цин 1, 2, 3, 2, 3. Да. Значи, тоа се така речените преканцерозни лези за кои што им треба време да се развијат. Години. И токму поради тоа, ова апелирањето да пациентките одат на преглед, затоа што со еден обичен прост, така да кажам, се изразам со таков термин, едноставен преглед може навистина да спаси живот. Сега, затоа што е еден од типовите на типовите на онколошки проблем кој што има решение, секако, доколку навреме се детектира и по толку многу кампањи се свеста до кај ние. Имаме ли напредок? Треба уште треба да се работи. Сега тоа кој ќе се знаете како. Светската здравствена организација веќе тргна во 2018, ако не грешно 19 година, покрена една глобална кампања до сите светски лидери во светот, држави и така натака, до здравствените власти и генерално властите, да се преземаат мерки со цел да се постигне ерадикација на цервикалниот карцином, со преземање на одредени мерки, постапки до 2030 година. Значи агендата да се постигне, ако ништо друго да се намали процентот на цервикални карциноми во свет на глобално ниво. И сега, тука имаме таа така речена агенда 90-70-90 се вика. Добро. Тоа што би значило 90-ката прва подразбира да 90% од популацијата, односно младата популација биде вакцинирана до својата 15-та година. 70%, тоа значи да биде минимум 70% опфатноста со скрининг на пациентки до 25-та година, односно евентуално најмалку 2 скрининга до 45-та годишна возраст. И последната 90-ка се однесува 90% од пациентите кои што ќе се детектираат преканцерозни лези или карцином да бидат третирани, излечени, вклучително и палиативната нега. Сега таа агенда Светската здравствена организација ја презентираше официјално на нивната асамблеја, за да може практично да се даде апел до светските лидери, државите, да се инволвираат максимално, да вложуваат во скрининг процедури, методи и така натака и така натака. Сега каде сме ние? Тука клучното прашање. За жал кај нас не дека не се преземаат мерки. Лани, ако не се лажам, и во исто ова време од прилика, дали овдека можеби повторно бев, и се промовираше screening.mk, конкретно. Не само тоа, туку и оние комбиња кои што ги организиравте, кај се не отидоа во руралните средини. Така е, сите тие процедури и постапки се мерки што се преземаат тогаш Комисијата за рана детекција и превенција на цервикален карцином, кај што бев јас председател. Да се преземаат тие мерки за да се едноставно допре до народот, да му се даде шанса, можност. Затоа се направи, повторно ви кажам, имаше, мислам дека тогаш јануари месец, цел месец на МТВ, во вашава куќа, практично се презентираше, можеби се уште исте, не знам, филмче едно реклама, спот еден, каде што практично беше идејата да се промовира токму јануари месец како месец за борба со цервикален карцином. И по се ова што направено и ние како ваши партнери во целиот овој процес, дали имаме мајки кои што си ги однесоа ќерките во поголем број да ја примат вакцината? Не. Со вакцината имаме сериозен проблем. Ние општо земено имаме проблем со вакцинацијата. Со вакцинацијата, за жал, тоа е некако што знам, секојаш ми е како дополнително и како здравствен работник, стварно ми е, не знам, необјаснимо и покрај толку апели зборување, и вакцинирање и податоци и резултати кои што се и на светско глобално ниво и повторно да постои некаква недоверба или не знам како да го наречам, веќе стварно не ми е јасно. Знаете како, за жал е тоа што, за жал, има и колеги доктори кои што така некако со резерва приоѓаат на што уште пострашно. Стварно. Знаете како опфатноста кај нас со вакцинацијата за ХПВ, некој податок беше дали за овие години на ковид малку тоа падна, веројатно секаде во свет. И секаде во свет, меѓутоа и кај нас. Меѓутоа, не сме мрднале повеќе од 40% опфатност. А зборуваме за 90% агенда. Мислам, многу е лоша опфатноста со ХПВ. Од сите вакцини што се во вакциналниот календар, ХПВ вакцината најлошо стои. Низ годините, независно од тоа, имало ковид. Мислам, независно од тоа. Независно били тоа? Независно од ковидот, и пред ковидот, и после ковидот, и повторно, а не дека държавата, докторите не дека не се трудат. Не само него ставене во календар за вакцинација. Ние бевме една од првите држави на Балканот кои што ја воведоа ХПВ вакцината во календар вакцинален. Другите сите до 15 години, така е?
До 15 е, значи таа вредност се почнува некаде од 12-13 годишна 12, возраст да, до до 15. кетчап вакцинација 15 годишна возраст. Не дека не може и после тоа. Значи може и покасно и дека до 25 годишна возраст тие што не се вакцинирале би можеле да се вакцинират, а веќе се зборува пропаганда дека и за постари возрасти пациентки можат до 45 годишна возраст евентуално да се ХПВ вакцина. Така да сепак ќе мора повеќе да се зборува на таа тема, но ајде малце да алудираме на оваа кој што веќе повозрасна и свесна генерација. Тука се ставам и јас во групата на жени кои што треба редовно да ги прават тие ПАП тестови. И тука имаме ли подигање на свест? Затоа што и таа кампања инвазивно ја водевте. Значи да, и сега работата е тоа што не знам зошто не така како тука таа е некако двосмерна улица. Едно е Добро. значи докторите, лекарите, министерството, друго е народот, луѓето. Свесноста. Значи не е само телевизијата генерално, значи медиумите се тие кои што се првите, пошто ако е некој медиум најгледан, тоа е телевизија. Оставаме тоа и по Facebook имаш, еве и по Instagram, значи каде што може да допреме и до помладата генерација. Затоа и го направивме, ви кажам, тој веб страната screening.mk, каде што секоја пациентка самата може да седне. И всушност Од бесплатно. телефон можете да го Значи, направите, да се бесплатен е пријавите. прегледот, тоа уште Апсолутно. дополнително само треба да Државата одвојува отидете. средства Да. секоја година во програмата на Комисијата за рана детекција и превенција на цервикален карцином се одвојуваат средства, се алоцираат, наменети за токму за таа намена, за скрининг програм, значи за скрининг од цервикален карцином. И сега таму се поделени во возрастни групи пациентките. Затоа што е голема популација, сепак тука и финансискиот момент, но секако државата обезбедува средства. И тие средства некогаш не се доискористува затоа што не се јавуваат пациентките редовно на преглед. Причината која е? Се тука ние алудираме и до матичните гинеколози. Тоа беше и дискусијата кога го воведувавме. Сметате во дело дека не ги потсетуваат пациентите? Не. Тоа не е нешто што треба да се вака, потсети. значи матичниот гинеколог практично си има евиденцијата на пациентките кои што би требало да ги повикаат. И од огромна помош. Ние дискутиравме во таа комисија, има представници од матични гинеколози, луѓето се желни, волни и да работат и апсолутно. Да. Значи токму затоа беше направено што го спомнам screening.mk, каде што можат и самите матични гинеколози да ги пријавуваат пациентките, и на тоа се алудираше, да се зголеми бројката на пријавени пациентки, а они ќе си ги закажат според возрастната категорија група да го направат. Кај нас е се уште цитолошки базиран скринингот, значи ПАП базиран. Работиме и се работи на тоа да се помести на ХПВ базиран скрининг. Значи нешто што е веќе во светот присутно, не дека ова е лошо, не, него нормално, според ресурсите, можностите и така натаму. Но да се следат новините во здравството, зашто секако. да не? Затоа што ХПВ базираниот скрининг ви возможува, значи ако сте ХПВ негативни, наредното скринирање е тек за 5 години. Со ПАП тестот е на 3, ако е ПАП тестот негативен. Тоа не значи дека пациентката и се оневозможува да оди на преглед по нејзина желба. Тоа не може да го спречиме, ако смета дека треба да прави преглед. Така да, сето тоа, ова што го спомнавте нели со комбињата, да, тоа беше на иницијатива направено, значи тој проект од страна на UNFPA, значи тука огромна заслуга, нели они практично го ангажираат тоа секако во соработка со нашата клиника, со Министерство за здравство, со Македонско лекарско друштво и така натака. Значи сите тие заедно се здружија со огромна екипа и напор да добри 6 месеци траеше тој проект. Требаше 3, продолжи 6 поради интересот. Значи во тој период се алоцира повеќе локации низ цела држава, со помош исто така да не ги заборам апсолутно значи Црвениот крст, пошто тие на терен де практично скринингот го правеа за заинтересираноста на пациентките, идеја комбиња, главно од нашата клиника и јас лично и други колеги знам дека бевте, во комбињата, значи да земаме за заинтересирани пациентки, значи некаде околу 2141 жена беа скринирани, фантастично добар одзив. Околу близу 2000 ПАПа тестови, пошто имаше и ултразвучни прегледи. Сакам да кажам, значи добар одзив. И тоа продолжи, затоа што кога заврши проектот во кој што беше инволвиран UNFPA, министерството го презеде на себе, преку превентивната програма. Се уште трае. Сега со помал интензитет, меѓутоа се уште има комбиња кои што одат практично по набарање или на потребите во склоп на реони. Да, одредени места, градови низ цела држава. Така да тоа е еден од начините да допреме до луѓето. Значи со сите вакви емисии, контактни емисии, директни емисии, не знам, дури со
Треба да се алудира до младите. Знаете, тоа е многу битно. Заради Сакав и тука и да го заокружиме значи, разговорот. младите Убаво се спомнав. многу битни. Да. Значи во училиштата, значи не треба да биде тоа табу тема, сексуалното образование. Значи не подразбира тоа ништо страшно. Напротив, родителите дома да разговарат. Младите многу повеќе се информирани од родителите сега. Ме разбирате? Меѓутоа Имаме една треба да друга, се нова генерација. правилно да се информираат. Да. Што тоа значи? Не само за ХПВ, тоа е го И не земе на како- форуми. И не на форуми. Не, Напротив. се согласувам. Да. Токму ради тоа. Така да, значи тоа е тука главното место што кај што треба да се допре до младите, да им се објасни што тоа значи, како се пренесува, како да се заштитат. Да. Користењето на кондомот при првите сексуални односи, значи не подразбира само заштита од бременост, не, него заштита од мал милион инфекции, сексуално преносливи инфекции. ХПВ, СИДА, односно ХИВ инфекцијата, хепатит Б, хепатит С, да не ги редам, хламидија и така натак и така натак. Ќе заборавев да ве прашаме, подсетивте одговор на прашањето кој што гледам дека се уште доста се поставува и по социјалните медиуми, дали жена која што има ХПВ инфекција може нормално да забремени и да роди здраво дете? Значи ХПВ-то Додека е самото активна ХПВ. Така, значи ХПВ-то, ХПВ инфекцијата, значи не е причина прво да не забремени. Значи не предизвикува стерилитет, инфертилитет, еве да кажам така. Значи нема ништо спорно. Она што е важно да го знаат дека и трудниците треба да бидат скринирани. Значи да им се зема пап тест и кај трудни жени Да, се зема пап да, тест и ако се докаже нешто да се направи ХПВ типизација ако треба. Да, да. Затоа што тоа може да влие можеби понатака перспективно на начинот на кој што би се завршила бременоста. Пошто ако се детектираат, значи имам јас лично и колеги кои што сме на клиниката што се занимаваме со таа проблематика, па од како резултат на алудирањето дека и трудните жени треба да се за да им се прават прегледи папови да се зимат и Да. ХПВ, имаме бројка на пациентки трудници кои што доаѓаат со потврдени, не знам, промени цитолошки на пап тест. Да. Меѓутоа тоа самото по себе не значи веднаш дека треба да се интервенира, не, има доволно време да се следи апсолутно. Да. Но ако се детектираат промени на грло на матката, не знам, од да речеме, не знам, ЦИН-3 или на биопсија докажани тешки дисплазии или не знам карцинома ин ситу или така речен нулти стадиум, Да. тогаш може да размислуваме за начинот на завршување на раѓањето да биде со царски рез, ме разбирате? Да. Или не да може Но инвазивен сепак, карцином. алудирате на тоа дека треба да се следи. Ама секако, апсолутно. Трудните жени не се, бременоста не е болест. И они во секој случај треба покрај оние редовните скринизи кои што ги имаат за самата бременост, значи треба да ги прават и овие. И тоа е практично се алудира и тоа го знаат и матичните и се прави. Затоа што бројот на такви промени на грло на матката не е мал и кај трудници, пошто можеле да го носат со себе претходно, пред да забременат. Докторе, да го заокружиме разговорот, секогаш ми се многу малку времето со Апсолутно. вас кога Ме прашав на разговарам. почеток колку време Да, има. секогаш ми е малку. Кога треба една млада девојка прв пат да се однеси да направи пап тест, настрана на тоа дека зборуваме дека потоа треба да биде редовно? Така, значи па во принцип со почнувањето на сексуалното живење, пожелно е пак веднаш да се јави кај матичен гинеколог, да најде матичен гинеколог, да има матичен гинеколог. Да има матичен гинеколог. За да може практично да се започне со почнување на сексуалните односи. Сега според она ако ме прашувате кога бе скринингот, значи во принципот 25 години нагоре. Така. До 25 годишна возраст не се конкретно се пап тестови, Добро. од 25 нагоре може и плюс како тестирање ХПВ. Затоа што во принцип нема логика да барате ХПВ кај таа популација, веројатно ќе го најдете. Затоа што годините кога се инфицираат со ХПВ е де факто во таа возрастна група од кај 6-17-18 годишна возраст па до тука во таа 25 инциденцата сакам да кажам на ХПВ инфекцијата. И затоа алудирате на вакцинацијата. Така и го е. ја подигате свест. Така е. Пред да почнат со сексуални односи да се заштитат и да знаат како да се заштитат кога ќе ги почнуваат сексуалните односи. Докторе, ви благодарам. Ќе останеме да бидеме ваши партнери во подигање на Апсолутно свеста, се во контекст и во знак на подобрување на здравието. Секако, апсолутно. Благодарам, се гледаме повторно во следна Се прилика. гледаме.